Почитувани, добар ден, почнуваме со црвена линија. Пораката животот нема рестарт е силна, моќна. Зад неа стои поширок системски пристап, проект за намалување на ризикот од злоупотреба на мало и лесно оружје, реализиран со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје и меѓународни партнери. Но ова не е само порака. Тоа е и кампања што веќе е на терен во училиштата низ државата преку директна комуникација со младите, интерактивни активности и едукативни содржини. Целта е јасна, да се спречи ризично однесување и да се изгради свест дека една непромислена одлука може да има последици за цел живот. Пораката е едноставна, превенцијата е клучна, а одговорноста е заедничка. На родителите, училиштата и на целото општество. Но клучното прашање е дали младите навистина слушаат, дали ваквите кампањи навистина и допираат до младите, може ли една порака да промени однесување, дали оружјето не е игра, навистина се слуша и таму каде што е најпотребно. Колку кампањите може да влијат врз свеста кај младите и остануваат ли само пораките од кампањите или навистина го менуваат однесувањето на младите? Животот нема рестарт, дали пораката допира до младите? Тоа е она што денес ве прашуваме во ова издание на Црвена линија и верувам како во секое едно претходно ќе земете навистина активно учество. А за да учествувате и да ги споделите вашите одговори со гледачите на Црвена линија, доволно е да се заврти нашиот добро познат број 023070005. И како што секогаш е редот, ве замолувам на самиот почеток, особено вас кои што за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, а верувам ќе ве има и такви. Имајте во предвид дека откако ќе ве превземе режијата по вртењето на бројот 023070005, да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. 90 секунди се предвидени за едно вклучување, па овие секунди да не ги потрошиме во проверката на квалитетот, дали сме на линија, дали се слушаме и така натаму. Ке ве потсетам секако на самиот почеток да бидете активни не само во денешната анкета, туку и во секоја една наредна на Црвена линија. Анкетите ги објавуваме во текот на целиот ден на Инстаграм. Па така, ако не следите, заследете не на Инстаграм, профилот е секако Црвена линија, но заследите го и профилот на Телма телевизија. По заследувањето се клика на Инстаграм сторија и ве денес што ве прашува Црвена линија. Дали кампањите имаат влијание врз младите? Како што гледате, две опции за одговор. Полето кое што го содржи вашиот одговор ќе го кликнете, дали е тоа да или не, а потоа резултатите ќе ги сумираме во проценти и ќе ги објавиме како на Инстаграм стори, така и јавно некаде кон крајот на ова денешно издание. Црвена линија ќе започнеме пред да започнеме со дискусијата, односно со вклучување на вас, почитувани, да го погледнеме и прилогот на Нина Стефанова. Секој ден над 600 луѓе во светот го губат животот поради огнено оружје, во убиства, самоубиства и несреќни случаи. Младите се најзагрозени и токму убиството, често пати со употреба на огнено оружје, е меѓу водечките причини за смрт на младите меѓу 15 и 29 години. Кампањата "Животот нема рестарт" за заканите од мало и лесно оружје се спроведува во повеќе училишта низ Македонија. Апелирам до родителите да обрнат внимание на тоа што носат децата во нивните ранци, а секако и на наставниците да го препознаат агресивното однесување. Ние, како Министерство за образование и наука, вложуваме многу преку националните програми за да го обучиме наставниот и стручниот кадар како да препознаат непожелни однесувања и да го спречат евентуалниот настан. Да се зајакне свеста кај младите генерации за ризиците кои оружјето ги носи со себе и иницијативи кои ќе ги здружат институциите со една заедничка цел – зајакнување на безбедноста и отпорноста низ целата земја, рече амбасадорот на мисијата на ОПСЕ во Скопје Килијан Вал. Кампањата става силен и намерен фокус на младите, таа припознава дека иако пристапот до огненото оружје може да биде ограничен,
Изложеноста на наративи што го нормализираат насилството остануваат загрижувачки. Навременото справување со ова е од суштинско значење. Животот не е игра и секоја постапка носи последици и тоа особено важи за оружјето, рече министерот Тошковски. Лично, особено ми е драго што оваа кампања е насочена кон младите. Оружјето не е нешто што треба да се романтизира или пак потценува. Тоа не е забава и носи реални и сериозни последици. Многу често е доволно една непромислена одлука, еден момент на невнимание, за да се предизвикаат доживотни последици, кои не се однесуваат само на поединецот, туку на неговото семејство, пријатели, на целата заедница. Воедно министерот Тошковски се осврна и на случаите со семејно насилство, потенцирајќи дека во сите сегменти треба да се подигне јавната свест, да се увидат системски подобрувања кои такако треба да се направат во иднина. Да нема процеси кои дополнително ја виктимизираат жртвата, забележа Тошковски. А почитувани, сега очекуваме да ве слушнеме вас. Секако животот нема рестарт, дали оваа порака според вас и допира до младите? Односно, според вас, еве, какво влијание имаат кампањите врз младите? Секако ќе ве подсетам да бидете активни на социјалните медиуми, како впрочем и во секој едно издание на Црвена линија. Еве како изгледаме на Facebook, прашањето е идентично како за гледачите кои што ги покануваме да се вклучат со вртење на бројот 02-307-005. Па какво е влијанието на кампањите кај младите, особено кога зборуваме за употребата на оружје, дали е тоа лесно или така натаму, но факт е дека доволен е само еден погрешен избор, еден момент и да се случи вистинска трагедија. Па се прават многу кампањи, така и пораката "Животот нема рестарт" е една силна порака која што зад неа стои поширок системски пристап за намалување на злоупотребата на мало и лесно оружје. Овој пат оваа кампања е поддржана поточно проектот од мисијата на ОПСЕ во Скопје и меѓународни партнери. Насочена е кон младите и од тука еве ве прашуваме вас, почитувани, дали ви се чини дека кампањите и допираат до оние кои што најмногу треба да ги слушнат, а тоа се младите. Сметате ли дека пораката е јасна, превенцијата е клучна, одговорноста е секако на сите? Подсетувам секако да бидете активни на социјалните медиуми во ове меѓувреме. Верувам дека набрзо ќе имаме и вклучување на некој од вас, бидејќи неретко во секојдневието, особено во последните години, навистина, барем во делот за Црна хроника, постојано имаме вести врзани за трагични случаи каде што токму младите се оние кои што посегнуваат дали по мало и лесно оружје или пак навистина имаат и пристап до оружјето. Пајде да ве слушаме дали всушност ваквите кампањи имаат и влијание на оние кон кои што се упатени. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господине Роме. Јас наставник во Пецела. Еве, ви се чини ли дека ваквите кампањи, како што е "Животот нема рестарт", влијаат до младите, допираат до младите? Да ви кажа, Тина, порано имаше слога меѓу луѓето. Кој е млад, јас сум во години. Ја бев наставник во Пецела. 6. Имаше слога меѓу луѓето. Сега се криви родителите. Не се дават на дете мало учениче оружје. Тие се виновни родителите. Тоа е опасно за ними. Така, но еве мора да признаеме дека постојано има кампањи, се зборува во училиштата активности. Влијаат ли овие кампањи врз младите? Па сега и родителите треба да внимаваат на синоите и децата. Тие треба да внимаваат. Ова е лошо. Оружје, ученик не треба да чуваат. Ја имам чин водник прва класа. Награда. Овој војска.
Тога се носеше оружје во војска, а не во школа, ученик. Ученик треба да учи, да чита, за да знае. Без читање нема знаење. Ако не читаш, нема да знаеш. Поздрав од Рома Движова. Поздрав и до вас, господине Роме. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Секако останете со нас и продолжете да не следите. А ние за оние кои што малку подосна се вклучивте, зборуваме на тема "Животот нема рестарт". Сушност тоа е и мотото на кампањата за подигање на јавната свест за заканите од мало и лесно оружје, реализирано од страна на Министерството за образование и наука во соработка со Министерството за внатрешни работи и ОПСЕ. Факт е дека оружјето не е играчка, насилството секако не е игра, а последиците може да бидат трајни. Она што денес ве прашуваме во Црвена линија, секако и како родители, сметате ли дека ваквите кампањи всушност доспеваат и влијаат врз младите, односно ја постигнуваат целта, бидејќи се наменети токму за оваа категорија на граѓани, односно младите. Па добар ден, еве да видиме како вие како родители, еве сега кој јас ќе ги поканам сите оние кои што се директно или индиректно засегнати, верувам дека добро сте упатени и всушност верувам дека имате и одговор на прашањето дали ваквите кампањи воопшто и допираат до оние до кои што им се упатени. Добро, во меѓу време, јас верувам дека младите секако ќе бидат и така еве мотив да ве стимулираме, особено вас возрастните, секако и како родители, пак дури и како дедовци, баби и така натаму, поканети се сите граѓани, особено оние кои што можеби сте и директно вклучени во образовниот процес и најдобро ја владеете оваа проблематика, бидејќи сте меѓу младите. Многу често се прават кампањи, се апелира, секако безброј има и активности и интерактивна комуникација со младите во рамки на самиот образовен систем. Па дали воопшто гледате ефектот ваквите кампањи? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Јас мислам дека воопшто нема потреба од вакви кампањи. Родителите треба да водат сметка за своите деца. Мојот татко беше службеник во тогашно СВР, неуниформиран, цивилен службеник, кој поседуваше службено оружје. Никогаш во животот немавме представа каде тоа оружје се наоѓа во нашиот дом. Единствено кога имав прилика да го видам, тоа е кога ноќе доаѓаа службени лица од МВР да го земат за да одат на ноќни контроли за проверување на проституција и лица што се бават со недозволени активности. По тоа што сакото на мојот татко се подигаше на десната страна, ја знаев што се случува. Меѓутоа никогаш во животот јас не дознав каде тоа оружје се наоѓа. Значи до родителот е. Нема зошто дете да знае каде се наоѓа оружјето дома и да има пристап до оружје. Сето ова што ми се случува е само последица на тоа. Само полнолетно лице има право да носи оружје и да има пристап до оружје. Благодарам на вниманието и многу ве поздравувам. Голем поздрав до вас и секако големо благодарам за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. А ние, почитувани, секако продолжуваме со вас и навистина сакаме да ве слушнеме во издание на Црвена линија, бидејќи навистина животот и нема рестарт. Кога станува збор за оружјето, ќе повториме дека тоа воопшто не е играчка, а и насилството не е игра. Се прават многу кампањи, па така и последната "Животот нема рестарт". Дали сметате дека пораката е прифатена од младите и дека едноставно кампањите влијаат врз нив, бидејќи за нив се и наменети? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам. Многу слабо ве слушам. Ние одлично ве слушаме, повелете. Па не знам зошто. Ние одлично ве слушаме, продолжете. Добро. Животот нема рестарт или нема реприза? Како треба да биде? Кампањата е "Животот нема рестарт". Па еве дали ваквите кампањи
допираат до младите? Младите, јас имам син и керка, не ми се ни мажени ни женете. Јас сум самохран родител. Сега, јас ми оружје чувам немисто. Парите, децата знаат и каде се и колку има и полномошно имаат на мојата штедна книжка. Значи, управува керка ми со моите пари и наменски и одговорно се грижи за тие пари. Значи, без моја согласност, така сум ги воспитала, од мали бидејќи со еден родителе. Оружје никога сме немали во животот дома, па нема ни да имаме. Ни син, имам возрастен син и возрастна керка. Не спомнуваш, бајцата ми се спортисти, ми беа спортисти. Керката работи во федерација, синот ми е земјоделски агроном. Така да, јас воопшто не размислувам и не се секирам за моите деца, бидејќи така сум ги воспитала. И такви оружја не држиме дома. А ви се чини ли дека еве ваквите кампањи упатени до младите всушност и допираат, бидејќи тие се целта? Видите, допираат, ама се зависи од детето, да ви кажам. Тоа се карактери. Јас двете деца ги имам, двете имаат различен карактер. А јас сум ги воспитувала двете. А двајцата ми биле со спорт активно. Така да можеби затоа се самите од мали многу одговорни. Така, благодарам за споделеното. Секако со гледачите на Црвена линија, продолжете и понатаму да не следите. Се уште еднаш и ќе ве потсетам, почитувани, простор каде што можете секако да дадете удел во ова издание на Црвена линија е и преку упишување коментари, поточно тоа ќе бидат и вашите одговори на Facebook. Заследете го профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија и штом не заследите, ќе можете да ја видите и објавата на темата. Пристигаат и првите коментари, нешто подосна ќе почнеме и со читање на истите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Се извинувам. Овдека просветен работник, кој што има толку лепеза на увид, што се случува. Ве слушаме внимателно, продолжете. Извинете, не се ова. Толку увид имаме во лепезата на ученици од најсоцијално загрозените до клиентела, да не речам по моќници, што обратно е поставено од Министерство за образование. Треба на ниво на држава да биде животот нема рестарт, со што работното време ќе го направат од 7 до 3, од 6 до 2, да можат родителите кога ќе дојдат дома, да бидат со своите деца, да ги воспитуваат, да ги изнесат надвор. Денешното време е лудило. Родителот доаѓа во 7, во 8 навечер. Самите ученици се жалат наставничке, ние не ги видовме ни мама, ни тато денес. Па или како реагираат на вакви кампањи, да речеме? Допираат до нив? Разберете ме дека ова што ви го кажувам, државата треба да ја превземе пирамидата од врвот, а кампањата, дали ќе влијае, повторно се враќаме на родителите. Дали ме разбирате? Така, да слушаме. Ако работното време не се помести, ништо не правиме во државата. Многу се ми благодарни што еве од ваш агол што се вели од прва рака споделивте со гледачите на Црвена линија во однос на кампањата, односно какво е влијанието на кампањата кај младите и што е тоа што всушност вие барем од вашиот агол, од ваше искуство сметате дека всушност ќе го намали насилството и секако ќе го изостави појавата и употребата на оружје кај младите. Па еве можевте да слушнете неколку вклучувања одговори, тоа е и она што го очекуваме од вас. Секако потсетувам сите вие и како родители, па дури и како директно вклучени во образовниот процес, како и госпоѓата пред малку, сте добре дојдени за да еве споделите и дадете одговор на нашето прашање. А јас повторувам, тоа е какво е влијанието на кампањите кај младите, како реагираат, дали воопшто нешто допира од кампањите до нив, или едноставно нечујни се кога станува збор за новите генерации млади. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете.
Ве слушаме, продолжете. Вака. Јас сум од избирачките одбори. 4 месеци Ѓорче Петров не ни има исплатено никакви придонеси. Заплатите тоа што работевме на избирачките одбори. Добро, благодарам тоа што го споделивте со нас. А еве во однос на ова што го зборуваме, во однос на кампањите, животот нема рестарт, употребата на мало лесно оружје кај младите, допираат ли ваквите кампањи кај младите? Господине, дали ме слушате? Вака сега, ќе се заблагодариме за господинот, секако ни е драго што еве гледа простор во црвена линија, секако да сподели некаков проблем кој што верувам дека црвена линија ги разгледува нештата кои што ги споделувате со нас. Ќе разработиме, верувам, во иднина и тема во однос на она за што се пожали гледачот, но јас ве замолувам да се држиме до темата за која што зборуваме денес со вас, сепак иднината на младите и она на што сме сведоци се повеќе од ден на ден е нивната изложеност, па и употреба на мало лесно оружје. Па сметате ли дека еве кампањите, каква што е животот нема рестарт, всушност допираат како младите реагираат на кампањите? Сакаме да ве слушнеме и како просветни работници, секако и како родители, како граѓани. Добре дојдени сте сите во црвена линија. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте, ве слушаме внимателно. Благодарам. Прво, добро сте напишале, животот нема рестарт. Меѓутоа, ние во школството треба да направиме рестарт. Прво треба наставникот да се почитува како втор родител, децата да не ги вреѓаат наставниците, да ги почитуваат наставниците и децата да не биде како што е сега. Значи, да обавезно да мора да заврши, значи и на крај да не крене ни 2 прста, а на крај да добие двојка и да биде, значи да прејде во погорен клас. Ја мислам дека тоа е едната работа. Втората работа, децата носат во своите ранци, значи што ќе им текне, што сака. Дали ножеви, дали нешто друго што не треба да има, значи фактички тие деца на некој начин се пропуштени. А најбитното во сето ова е, значи школството треба да се врати назад, да одат децата на школа кога и родителите одат на работа, да се враќаат децата од школа кога и родителите се враќаат од школа, така да има заедничка софра, заеднички ручек. Тие се во расчекот, децата одат на школа од 7 сат, значи, а родителите од 9 сат. Родителите се враќаат во 5, во 6, а децата се враќаат во 1. Која контрола имаат децата, дали за учење, дали за несакани последици кои може да направат, дали тие деца, значи, имаат контакт со своите родители. Никогаш во последно време немаат. Благодарам за она што го споделивте со гледачите на црвена линија. Продолжете да не следите секако и понатаму. А она што сакаме денес од вас секако да слушнеме, сметате ли дека кампањите кои што се спроведуваат, како оваа последната со наслов "Животот нема рестарт", која е силна кампања, секако и зад неа стои поширок системски пристап за намалување на злоупотребата на мало и лесно оружје, допира пораката до најмладите. Како еве реагираат? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме, како не. И се гледам и се слушаме. И се гледам. Ја не ве гледам, но секако ве слушам. Повелете. Па јас себе имам сега уште малку 77 години и сега ќе се вратам на тоа бев дете, што се вика кога беше за сега, пошто млади ве се тука, ја бев млад, фала Богу. И тогаш ние имавме прво домашно воспитување имавме. Домашно, живеевме со постари луѓе, баби, дедовци, ова, она и комшилук што беше пак постари. Така да од нив имавме едно школо. Второто школо ни беше во училиштето. Таму даскал, односно учителот, ако тој види дека нешто не прави, ќе те казни. Дали со стапче, дали со лењевче, дали со ова, со она што се вели, ќе те казни. А дома, ако кажеш, и дома ќе добиеш уште една казна за тоа што си го направил. Значи, те казнуваат и дома, родителите. И третиот дел беше улицата, зашто и улицата е школа исто така.
Така да ние тогаш немаше, макар да такво не беше милицаец тогаш, немаше полицајци, милицаец беше, пиштол се знаеше кај се, али никој не смееше ни да го види, ни да го фати. За оружје и друго, мислам и за ножеви, и за било кој некој работи, немаше ништа. Ајде, мислите ли дека ваквите кампањи всушност и допираат до младите? Како младите според вас реагираат на овие кампањи? Како ви се чини? Аме сега да ви кажам, сега младите овдека сега во денешно време многу се ослободени, зашто родителите сега се со бизнис, со пари, трчат по работи, по она, воопшто не со младите не. Благодарно за учеството и секако останете и продолжете да не следите. А почитувани ве охрабрувам, особено сите вие кои што и досега се вклучивте во црвена линија, се додека траеме, апсолутно сте добре дојдени и повторно да се јавите во црвена линија, да се надополните и скажете и во нови 90 секунди. Ајде да ве префрлиме сега на Facebook, почнуваме со она што го напиша како одговор Тихи Дон на прашањето какво е влијанието на кампањите кај младите. Кампањите не влијаат врз младите, зашто денес системот им даде права, но не и одговорности. Образовниот систем е скроен за уништување на младите. Со лош систем лесно се владее со народот. Благодарност за Тихи Дон. И ве можевте ни за одговори да слушнете, почитувани, како одговори од оние кои што се вклучија досега во црвена линија, така и од она што го напиша Тихи Дон. Безмалку се повтори и она што се забележува е дека младите се повеќе им недостига времето поминато со нивните најблиски, поточно со родителите. Како родители ве прашуваме денес, секако како најверојатно и како вклучени некои од вас во рамки на образовниот систем или во работа со младите, сметате ли дека ваквите кампањи допринесуваат младите да бидат свесни за всушност опасноста и трагедијата која што за еден миг може да го промени животот, особено ако е вклучено оружје, па и мало и лесно, и секако насилството дека воопшто тоа не е ниту игра. Па допираат ли ваквите пораки до младите? Дали тоа го забележувате? Што сметате? Добар ден. Добар ден. И ве, господине Љупчо, како вам ви се чини? Па видете да го споредувате времето од 80-тите и 70-тите со сега со ова време од 21 век, тоест 26-та, мислам е утопија. Ништо не допира кај младите. Младите си се уфилмани и си живеат во некој нивни свет, дека они се фактор. И вие не можете да пробиете таму колку и да сакате да им му кажете. Дали ме разбирате? Значи, можеме да збориме и да кажуваме што сакаме, ово е оној крив, но младите си имаат некој свој свет и едноставно се осеќаат како фактор во општеството, кој едноставно, како да ви објаснам народски, ништо не ги тангира. Они ги знаат своите права, они се мозоци, они све знаат и кога ќе заглават, тек тогаш се освестуваат, меѓутоа тогаш е веќе касно. Но сите укажувања што се случуваат пред да се случи нешто, до нив не допираат. Sad, дали се тука раскриви родителите, дали се наставниците, ја мислам дека улицата и секојдневниот живот си го прави своето. Така да вина не можеме да префрламе. Ја мислам дека 80% од старине родители сега, можеби 100% што биле во 70-тите, сега да се родители, тие ќе тресат пазуси од сегашниве деца, да ти кажам право. Што да се каже понатака? Благодарам за 90 секунди и она што го кажавте за гледачите на црвена линија. Ви подсетувам уште еднаш, особено вас кои што некаде на средина ја започнавте да ја следите црвена линија, навистина простор, ако ви е така полесно, е и на социјалните медиуми. Фејсбук е се што ви треба, поточно нашиот профил Црвена линија. Па ние и понатаму продолжуваме да прашуваме. Се прават многу кампањи, таква една е и животот нема рестарт. Па дали ве, почитувани, ви се чини дека се она што се испраќа како порака во континуитет неретко и во рамки на образовниот простор
постојано има многу работилници, интерактивна комуникација, активности кои што посочуваат на опасноста од пред се секако вид насилство, а пред се од употребата на оружје кај младите. Па допираат ли ваквите кампањи до нив? Добар ден. Ало, добар ден и среќен ден, Тина. Среќен ден и вам секако. Јас мислам дека до младите воопшто ништо не допира оно што го зборуваат постарите. Затоа што они се во некој нивни свет, научите со тие слушалките, со тие електронските тротинети, стават слушалките и си возат со електронските тротинети и не гледат дека возат и каде возат. И воопшто не ги интересира ништо што постариот човек ќе му каже и ќе му каже за неговите грешки. Работата е во тоа што денешните родители превише се зафанати со работа, со печалење на пари, не му обрнуваат доволно внимание на детето дома и тоа време што го имат, мајката на една страна на мобилниот, таткото на другата страна со веснико, а детето останува да се воспитува само себе. Значи, работата е во воспитувањето на децата од страна на родителите. Исто така, денешните деца немаат страх воопшто од наставникот. Со наставникот се понасат како да му е другар, а не да му е наставник кој го учи. Значи, проблемот е во општеството, кое недоволно обрнува внимание младите како растат, во каква средина растат и дека одат и што одат. Благодарам за споделеното, а еве ги податоците во продолжение, односно дека секој ден над 600 луѓе во светот го губат животот поради огнено оружје во убиства, самоубиства и несреќни случаи. Младите се најзагрозени и токму убиството честопати со употреба на огнено оружје меѓу водечките причини за смрт на младите меѓу 15 и 29 години. Кампањата ќе потсетиме животот нема рестарт за заканите од мало и лесно оружје се спроведува и во повеќе училишта низ Македонија. Па почитувани еве во Црвена линија денеска сакаме да ве слушнеме и како родители и секако како оние кои што сте дел од образовниот систем во секојдневна релација со младите во рамките на училиштето. Може би голем дел од вас и се активни во делот на спроведувањето на ваквите активности. Па како реагираат според вас младите кога се спроведуваат вакви кампањи? Дали воопшто нешто од кампањите и допират до нив? И она на што апелираат постојано е дека и родителите треба да обрнат внимание што носат децата во нивните ранци. И исто така во ваквите кампањи се насочува и се потенцира дека и наставниците треба да бидат исклучително активни да препознаат агресивно однесување или нешто кога одстапува од нормалата, односно да препознаат доколку постои таков вид на закана. Насилство дека има, неретко се повеќе се слуша и за употреба на мало, лесно оружје кај најмладите. Па еве, допираат ли повторно, ќе прашаме ваквите пораки од кампањата до најмладите. Добар ден. Се исклучил некој, добро. Ние секако ќе продолжиме со одговорот на Даниел Петковски, кој што пристигна на нашата Facebook адреса. Вели, кампањите не влијаат врз младите за носење на оружје. Кај младите треба повеќе ангажман на Министерството за внатрешни работи. А Джими Дейвид Волтер напишал, младиве деца се испуштени од раце. Како да е, времето наложува да... Хајде да видиме како се одговори на денешната анкета на Црвена линија. Прашањето беше дали кампањите имаат влијание врз младите. Со да одговорија 45%, со не 55%. Скоро па изедначени резултатите, но секако ќе се заблагодарам за ова денешно издание на Црвена линија, кое што повторно
го креиравте вие, почитувани. Благодарам за споделеното и активноста. Утре ве очекуваме секако повторно да бидете дел од новата црвена линија со нова тема и не заборавајте да следете на Инстаграм, на Фејсбук, учествувајте со коментари и секако учествувајте во анкетите. Информирајте се на telma.com.mk и останете со нас, бидејќи во продолжение следува Да се кажеме со Горан Петрески. Доведување од мене.